Исус се молеше 17 глава у Јован. Молеше се горе на гората и какво му беше молитвата? Татко небесен, јас се молам за нив да бидат едно како што сме и ние едно, како што сам јас едно со тебе, така да бидат они едно со мене и сите заедно да бидеме едно. Така ли, драги браќи и сестри? За да бидеме едно со Исус, за да живее Исус у нас, треба да ги правиме делата што ги вршеше Исус. За да ги правиме делата што ги вршеше Исус и да правиме така како што правеше Исус, треба да искочеме од темнината, да се одделиме од темнината и да одеме у светлината. Слава на Исус! Не можеш, немаш опција да одеш у темнината и да бидеш дете Божие. Потребно е да одеш у светлината и да бидеш дете Божие. И сега тоа ќе го разгледаме онака библиски како не Библијата учи. Слава на нашиот Спасител Исус Христос. Читаме Матеј 5 глава од 21 до 26 стих. И така ако принесуваш свој дар пред олтарот, што значи ово? Ово значи кога ти клекнеш да се молиш. Ти му принасяш дар на Бог. Кога дојдеме туку у почетокот додека дечките слават и пеат и величат, ние принасаме дар, викаме прими секоја слава. Значи принасаме дар, што е дар? Кој е најсветлиот дар? Нашите тела да ги предадеме како жива и благогодна жртва пред нашиот Спасител Исус Христос. И сега ти кога лаваш у молитва, кога лаваш у слава, принасаш слава на Исус. И у моменту се сетеш, читајте убаво Библијата. Зашо викам ја, ние читаме на брзина и не откриваме. Полека читајте. Кога ти дојдеш у тај момент да принасаш дар пред Бога, и у моменту се сетеш дека твојот брат има нешто против тебе. Колку прецизно Библијата објаснува. Не се сетеш дека ти имаш нешто против твојот брат. Сетеш се дека твојот брат има нешто против тебе. И така, ако принесуваш свој дар на олтарот и си спомниш таму дека брат ти има нешто против тебе, остави го својот дар пред олтарот и оди први помири се со брата си. Па тогаш дојди и принеси го својот дар. Како ќе изгледа ово? Со прости зборови. Некој ми доведел до состојба да го скрши моето срце, да ме доведе до степен на разочарување. Некој доведел ме до таа состојба и сега треба вака, как изгледа тоа? Со прости зборови, со други зборови. Добар ден. Ја дојдов кај тебе. Јас сакам да ми простиш за тоа што ми ја скрши душата. Библијата научи дека ние треба у срцата наши да донесеме своја одлука да простиме. Без таа одлука и без тоа чувство и сила на опростување, ти се нааѓаш во една позиција, таа позиција се вика темнина. Тука во овај стих, во овај контекст, тука дека читаме Словото го пишува за да не те фрлат во темницата. Со прости зборови, затвор. Окован си, затворен у темницата и таму ќе останеш се додека не исплатеш секој еден долг. До последниот, вика, контрант. Додека не исплатиш последниот проблем, остануваш у состојба обврзан, окован у темницата. Сега Бог ни дава своја собствена волја и ние треба да ја искористиме. Начинот на кој се користи нашата собствена волја е да донесеш одлука дека јас повише не ќам да бидам у темницата, сакам да имам пристап кај светлината. Океј, Исус ти вика, не е никаков проблем, треба да поверуваш дека јас дојдов на крсто и ги земав сите твои гревови и
И от тук натам трябва да дозволиш да живеям я от твоя живот. Живеейки я от твоя живот, ти ги правиш делата, ще ги върши в аз. Ще го направиш и това. Цялата мотивация моментално, за да имаме днес оваа тема, знаете ли коя е? Малко ќе ви биде смешно на сите, само сакам да ви разположим. Предна неделя има штрайкови Македонија. Неколку души од ромите почнаа да штрайкуват и да изговарат лоши зборови према владата. И доведеа се до тај степен наредниот ден да тражат прочка, да се извинат. Они го направиха тоа со мотив за да бидат у затвор. И ние трябва да го направиме со мотив да видим у темницата. Слава на Исус! Открива ти се! Амин! Амин! Открива ти се! Откривай се! Они го направиха со телесен мотив да бидат у телесен затвор, да не ги затворят. Ние трябва да го направиме от духовен смисъл. Да не одем у тая темница, да изкочим от затвора. Амин! Доаѓаме ли више? Доаѓаме ли? Осознавате ли што научи Словото? То, како знаете ли што испаѓа? Слушнали ли сте ги овие зборови? Ама што сам ја крив? Пајнлива. Он ме наранил. Така пише во Библијата, извинявајте, јас само читам што пише во Словото, на никој не ви зборам што да направите. Најверојатно треба Бог да ви шепне. Се он думал за мене овакао, накао. Он ме доведел до степен јас да не знам главата, дека ја цела вечер не сам спал. Сега ја идам да му простам. Ако ми е тај грев, Господ нека ми го остави. Ама не одам јас да му тражам пророчка. Тоа се едно како да викаш: останувам у затвору, нека ме гняве злото и сатаната, ама ја да се покорам, не. Сега нема да се спротиставувам на поранешното учење и на ово учење што го изучаваме ние, што јас го викам правилно верување. Не дека сам посебно паметен, туку само сакам да ви кажам дека до сега сме слушнале проповеди овака и многу од нас сме изговорили овакви зборови, ама тешко е. Не е лесно да се оде по Божјиот пат. Тешко е. У овај народ дека ние живееме, тоа е дури невозможно. Колку ја да се трудам да бидам добар, не бива. Ние сме грешници. Ние не можеме да бидеме праведни. Слушали ли сте таа проповед? Сите сгрешија и се лишени од славата Божја. Нема ниту еден праведен. Слушали сте, не ли? И тие цитати од Библијата сега ако ги вадиме и сега ако гледаме така и сега ако гледаме така и ќе остане. Зашо да не погледнеме малку позитивно? Зашо да не погледнеме од цитатот дека поради праведноста на еден сите биваме праведни? Зашто Царството Небесно е слично на некој цар, кој сакал да ги среди сметките со своите слуги. А кога почна да ги разчистува, при него беше доведен еден кој му должеше 10.000 таланти. И бидејќи немаше да ги врати, Господарот заповеда да го предадат него, неговата жена и децата. Слушате ли, драги брајки и сестри? Слушате ли начинот на проклетство како иде? Слушате ли како иде наследно? Слушате ли како може у семејството некој да има вина против некој и некој друг да одева за тоа? Слушате ли како јас сум дужен, ама ќе одева моите жена и моите деца? Ако сакате, още еднаш ќе го прочитам, ако мислите дека сам лошо ја разбрал, така да Бог открие на вас и вие да разберете. И бидејќи немаше да ги врне, Господарот заповеда да го предадат него, неговата жена и децата. Слушате ли, драги брајки и сестри? И се што имаше, за да се плати долго. Тогаш слугата падна и му се поклонуваше, велејќи: Господаре, имај трпение кон мене и ќе те исплатам се. И потикнат со сожалување, Господарот на овој слуга го пушти
го пушти. Начинът за да изкочиш от темнината е да простиш. Ако имаш нещо против некой, ќе го прочитаме и това. Се още си от темнината и темнината те вика офатила и ослепила и ти дори не знаеш дека одиш. Уствари мислиш дека си Божио дете. Слава на Исус, ти си Божио дете. Слава на Исус, ти си присутен от Божиото присуство. И слава на Исус, това не означава дека нема да ги видиш Божите дела и Божите чуда. Сето тоа ќе го видиш и ќе го осетиш на твоята кожа поради милостта на Исус, не поради твоя заслуга. А тоа што ќе простиш на некој, повторно е поради твоя милост. Повторно го правиш ради тебе, не ради него, затоа што простувајќи излаваш од присуството на темнината и излаваш од присуството на светлината. Не можеш да држиш от твоето сърце против некој неопростителност и да се надеваш и да си мислиш дека си дете Божие и дека одеш заедно со светлината. Не си уедно. Не си. Ма ни ти шо не си. Правиш проклетство на сам себе, взимаш ги у затвор само со тебе и твоите деца, зазимаш у затвор од твоята жена, да ви кажем омака, твоите деца, знаеш ли дека не означуват само вие деца моментално што ги имаме? Означуват и децата на нашите деца. Какво ги викаме? Той ке мене си, той ке мене кевец. И нашите внуци, и нашите паравнуци. И знаеш дека тоа си влече, тоа е проклетство по поколение, ти не опростуваш и тоа проклетство се шири од колено на колено. Знаете ли дека ја ово не го измислувам, дека ово го читам од Библијата? Знаете ли? Верувате ли у Библијата и у Бог, не у мене? Амин, слава на Исус! Амин! Што се случува натаму? Како изгледа тоа една демонстрација, да ви кажам? Како се води сила? Должеше 1000 таланти, па трето, па пето. Како изгледа ово духовен стил? Што Исус сака да каже? Јас сум многу грешен. Некој е многу грешен од нас. Земете си го секој за себе за пример. И одеш пред Господарот, одеш пред Исус, пред нозите на Исус и клечеш и го молиш да ти бидат простени сите твои гревови. И Исус ти ги простува и ти вика, простено ти. Јас направив едно дело, што со тоа дело, чим прифаќаш дека јас сум твој личен спасител, твоите гревови се простени. И ти излаваш од оваа заедница со опростени гревови, излаваш од присуството на Бог со изчистено срце и слетнуваш некој надвор и те доведува повторно у грев, ама не у таков милионски, оти најнапред си имал гревови од 1,000,000 таланти, од 10,000 таланти пишува. Сега само 100 динара е тоа. Он те наранува само со 100 динара. Првиот некој што доаѓа и што ти нанаса зборови и омраза и начин на кој те гневе, тоа е отприлика само 100 динара, однос на тоа Бог што ти простил на тебе. Разбирате ли ме или не? И ти му викаш овака. Ти така на мене. Неќем да те видам. Очите неќем да ти видам. Со мене и со тебе е крај. Завршили сме ние. И сега Бог има служители на земјата. Има испратено своји ангели. Што треба да те штитат по сите правила. Кога ти са простени сите гревови, тие ангели се до тебе да те штитат. И тие ангели со скршени срце, вика, не, служителите, вика, се натажија, им се скрши срцето и со скршени срца се врнаа горе. Повторно кај нивниот Господар и викат, знаеш ли што направи он? Што? На првиот чекор само што искочи од тука, неќе да прости. Ти прости тол, он неќе да прости тол. Така е он на мене. Сега е па Господар. Ај повторно кај мене. Оди вам. Ти не си бил за да ти се простат на тебе гревови.
Ја ти проштевам, јас сакам да бидам дел од тебе, јас сакам да живеам едно и ти да бидеме едно, ама ти не геш да се понасаш како ја што се понасам. И гледај што прави Господар. Ово е више нешто што мислам дека ќе се вознемирате. Дури мислам дека ќе се вознемирате. Гледајте што се дешава. А кога говореше, а кога неговите сослужители видоа што се случи, мощне многу се нажалија и дојдоа и му кажаа на својот Господар се што се случи. Тогаш неговиот Господар го повеќе му рече: зол слуго, ти го простив сиот оној долг што ме молеше. Не требаше ли ти да му се смилуваш на твојот служител, како што јас се смилував тебе? И неговиот Господар се разгневи, слушај сега, и го предаде на мачителите. Драги браќи и сестри, драги браќа и сестри, не доведувајте се у состојба Бог да те предаде на мачителите. Не доведувајте се у состојба Бог да те даде на демоните да те измачува. Донесете си одлука за вас, за ваше спасение. Што поскоро добиеш у срцето дух на опростителност, толку повише си у близкост со светлината и не си предаден на мачителите. И го предаде, вика, на мачителите. Можете ли си замислите Бог да те предаде на мачителите? То се едно, кога ти не идеш да опростиш на некој и донесеш у срцето твоја собствена одлука, дека ете, јас сум си таков. Имате ли ги чудни тие зборови? А? Доведени ли сте се до состојба да си кажете, јас сам тај? Јас не се менам. Ако му чине да живее со мен таков како што сам, ако не мора. Добре дојде при мачителите. Добре дојде во вратите на темницата. Поверете, влезете слободно, таму ќе си поминете малку опасно. Слушнали ли сте ги овие моменти, овие зборови? Слушнали ли сте ги овие зборови? Овие зборови. Додам малку подлабоко. Додам ли подлабоко? Сакате ли слушате ошени зборови што сте ги сите изговорали? Јас сум ги изговорал тие зборови, ти што ги сега кажа. Ама сега веќе не фала. Амин! Амин! А овие па? Сега ми треба време. Ја не сам речел дека нема да му проста. Ама овај момент не може. Јас сум толку разочаран, што тоа не може да го. На тебе ти убаво мачителите да те мачат уште малку. Ти донесеш одлука дека овај момент не е тај момент да донесеш одлука. Ова е моментот кога Мојсей му вика на фараону: само кажи, ќе се помолам на Бог, ќе си одржавите. Ајде утре. Още на вечер ќе си спијам со жабите, утре. Ова е моментот кога ти си викаш, сега не можам. Сега е скоро. Пресно е. Пресно е. А Библијата не вика да не ве заеде со пословото. Матеј 6 глава 14-15 стих. Што ни вика? Што ни вика, драги браќи и сестри? Зашто ако вие ги простите на луѓето нивните престапи, вашиот небесен татко ќе ви ги прости и вам. Ако вие не им ги простувате на луѓето нивните престапи, ни вашиот татко не може да ви ги прости вашите. Не дека не ќе. Не дека Исус не ќе да ви прости. Не може. Разбирате ли? Библијата има закони. Библијата има прописи. Царството небесно не е јадење и пиење да си речеш, хајде ја ќе правам што ми душа сака. Царството небесно има закони како секоја едно
земно царство, како да ја речеме Македонија, Германија и секоја една држава што си има своји закони, така и царството небесно си има своји закони. У тоа царство небесно има закони, ти треба да простуваш. Има ред таму и дисциплина. Ама ја не можам. Не можеш, не можеш, никој не те тера. Ама ти ќе си останеш таму кај мачители. Но тоа е твоја собствена одлука. Не е твоја собствена одлука да донесеш одлука денеска дали ќе останеш дома да си ги поправаш проблемите или ќе дойдеш тука на црква. Тоа е момент кога ѓаволот те зазима. Тоа е скроз друга тема, тоа е начисто друга тема. А темата од кога се више дојдел тука и сакаш да видиш дел од Царството Небесно, ти мораш да се понасаш по прописите на Царството Небесно. Прописите на Царството Небесно са тие. А Исус би верува как? Любете ги своите непријатели. Ама како? Како? Он ме мрази, ја да го сакам. Дека тоа правил? Окей? Окей, не е никаков проблем. Бог не ти прави проблем. Бог не ти се ни гневе за тоа што ти донасеш таква одлука. Бог нема ни проблем со тебе за тоа. Ти имаш проблем со мачителите. Ти ќе одлучиш овај ден да ти биде прекрасен, ќе се спремаш, ќе напресагаш да бидеш убаво, да си поминеш еден ден прекрасно. И мачителите са до тебе. Ти си предаден на мачителите. Мачителите нема да остават да си поминеш убаво. Разбирате ли ме, брајки сестри? Слушате ли словото што ви вика? Не ја! Татко наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, значи даваш слава, така ли? Да дойде Твоето царство, да биде војната Твоја, како на небото, така на земјата. Разбирате ли ме сега? Нашиот леб насушен дај ни го и денес. Кој е нашиот леб? Лебо на живот кој е? Исус. Исус нека биде со нас и денес. Тоа сака да ни каже. Нека биде Исус со нас денес. От Јон го кажуваше на гората, знаеше дека ќе пострада на крсто и ќе биде лебо на животот. Ама у тај момент не можеше да го каже затоа што немаше да го разберат. И мораше да ја даде начин у молитвата како да се молат, за да сванат што Бог сака од нас. Исус нека биде со нас и денес и прости ни ги нашите долгови. Гледайте што го пишува, колку битен фактор у молитвата е. И прости ни ги нашите гревови. Натам да читам ли? Како што и ние ги простуваме на нашите должници. И не ме въведува в изкушение, но избавени од лукавиот, зашто е Твое царството, силата и славата, сите векови, амин. И слава на нашиот Спасител Исус. Амин. И затоа ви читав пред малку, а кога се молете, затоа ви читав пред малку Мате и Марко. Мате и Марко. А кога се молете, проштевајте ги гревовите. Зошто вашиот татко треба да ви ги прости вам. Ако вие немате срце, ако вие немате дух на опростителност, ако у вас не живее присуството на Исус Христос и вие не ќе да простите, и одма пишува што ќе се деси. И вашиот татко кој небесата нема да ви ги прости вашите. Значи ти немаш опција да избереш, ако го направиш, ако не, здравие. Нема таква опција. Опцијата е за да улегнеш у присуството на светлината, за да се оттргнеш од темнината, начинот у пристап на светлината со прости зборови у тебе е клучот. Прошката е клуч, што треба да отвориш вратата на светлината и да улегнеш унатре. Истовремено прошката е клуч да ја затвориш вратата на темнината да нема власт кај тебе. Еден мост што преминуваш од една позиција у друга позиција.